Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска на меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот присуствува на комеморацијата по повод 70 годишнината од ослободувањето на концентрациониот логор Аушвиц-Биркенау. На комеморацијата пред портата на смртта во Биркенау ќе се обратат полскиот председател Бронислав Коморовски, представници на преживеаните и ќе се представи кампањата 18 столбови на сеќавањето. Најавено е присуство на голем број шефови на држави и влади, меѓу кои председателите на Франција и на Германија, Франсуа Оланд и Јоахим Гаук. Холокаустот е најтажната потврда за темната страна на човековата природа. Погромот на кој беше изложен еврејскиот народ во минатото представува најцрна дамка за целото човештво, која треба постојано да не опоменува и да не подсетува, изјави председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски, кој учествува на 4-тиот меѓународен форум за Холокаустот во Прага, на кој присуствуваат 500 гости, од кои повеќе од 30 председатели на парламенти. Се прибираат информациите за настанатите штети од излевањето на реките по обилните врнежи што деновиве ја зафатија Македонија. Општинските комисии потоа ќе ги достават до владата, изјави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков. Тој уште еднаш повтори дека причина за излевањето на реките се обилните врнежи, независно колку се исчистени каналите. Тоа се природни појави кои не може да ги контролираме, но можеме да помогнеме, нагласи министерот Цветков. Министерството за образование и наука апелира до раководствата на средните училишта, членови на СОНК и до сите ангажирани во реализацијата на екстерното тестирање да им овозможат на учениците кои пристигнале во училиштата на одреден дефиниран термин непречено да ја реализираат својата училишна и законска регулирана обврска. Како што соопшти Министерството, во училиштето Киро Бурнас во општина Куманово, на учениците им било оневозможено да се тестираат, што е спротивно на нивната волја и на законите. Проблеми со учениците се детектираат и во средните училишта во општина Тетово. Тоа предизвикува директна штета на учениците и представува ограничување на нивното понатамошно образование, односно упис во високото образование, наведуваат од Министерството за образование и наука. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска во Брисел одржа говор на тема што е тајната за рапидниот напредок на македонските здравствени перформанси во рамки на презентација на Европскиот здравствен потрошувачки индекс за 2014 година, на кој, како што објави Еврокомесарот за здравство, Македонија има најголем напредок во Европа и од 27-то место во 2013 година на ланското рангирање заврши на високото 16-то место. Министерот Тодоров во своето обраќање пред Европската здравствена елита посочи дека реформите во македонскиот здравствен систем не застануваат, а напредокот на Европскиот индекс го покажува тоа. Во однос што е тајната на брзиот напредок во македонскиот здравствен систем, Тодоров вели дека тоа не е некоја спектакуларна тајна, затоа што земјата едноставно се придржува до основното правило на управување. Македонија е на 53-тото место во светот, на 24-тото во Европа, а е најдобра во регионот, според индексот на економски слободи за 2015 година, што заеднички го издаваат фондацијата Heritage и Wall Street Journal. Македонија е во групата земји со економски умерена слобода, а со 67,1 бод е над просекот во светот и во Европа. Според извештајот, Македонија има подобрување во борбата против корупцијата, каде има 44 бода, и слободата на трговијата со 86,2 бода. Во изминатите години Македонија напредуваше на индексот на економските слободи во најголем дел од критериумите според кои се прави рангирањето. Нереално е да се очекува од Грција да ги отплати сите своји долгови, изјави Еуклид Цакалос, главниот портпарол за економија на грчката левичарска партија Сириза. Тој додаде дека лидерите на Европската унија би требало да покажат дека се подготвени да соработуваат со Сириза, партија која остро се противи на тамошната примена на острите мерки за штедење во Грција. Доколку Грција банкротира и излезе од еврозоната, тогаш еврозоната ќе се распадне. Ние од почетокот зборувавме дека еврозоната е во опасност и дека еврото е во опасност, но не поради Сириза, туку поради политиката на штедење, предупреди Цакалос. Во Њујорк мостовите и тунелите се затворени со пренеградскиот превоз и ниту едно возило, освен итните служби и оние за чистење на патиштата, не се обраќаат, поради обилните снежни врнежи кои денеска треба да ги зафатат Соединетите Американски држави. Снежната бура која го доби прекарот Џуно ги натера њујорчани да се затворат во своите домови и да не излегуваат надвор. Најавата за снежно невреме ги натерала градските власти на Њујорк да ги преземат овие чекори, а вонредната состојба била воведена во 6 држави на американскиот источен брег.